Ковид пандемијата донесе најразлични премрежја во животите на луѓето. Борбата не е само на оние кои се борат директно со болеста, туку скоро на сите. За голем дел бојното поле е обезбедувањето на екзистенција, како и одржување на менталното здравје. Во услови на криза, под стрес и во страф од заразување, човековата психа попушта. Се нарушуваат односите во семејството, расте нетрпението и се занишуваат темелите на најважната клетка на општеството, оценуваат психолозите. Цела ситуација со COVID-19 не влијае позитивно на семејни релации. Како прво имаме пораз на депресивни болести, а со тоа имаме пораз на семејно насилство, пораз на незадоволство и на крај краишта пораз на разводи. Те дојде летото, се надевавме дека ќе престане, меѓутоа неизвестноста е уште поголема. Доаѓа сега есен за која имаме разни информации, а мислиме дека ќе се случи повторно да се изолираме. И сето тој тренд на недоумици, нејасноти, големи дезинформации, имаме разни информации, значи дезинформација, една средина со дезинформации, што негативно влијае на стабилноста на луѓето, а да не кажеме што ќе биде со економска криза. Како да се остане стабилен и присебен во време на корона криза, кога честопати владее паника, има разни дезинформации и многу неизвестност. Психологот Кара Хасан советува луѓето да читаат повеќе книги, да посветат внимание на разговор и заеднички активности со своите блиски и да се свртат кон духовните вредности. Веројатно е ова порака за сите нас со корона. Дека се изгубивме во материјалниот свет и ова е крајниот резултат што добивме од материјалниот свет, корона добивме. Малку да се свртиме на духовниот свет, бидејќи ние сме и духовни битија. Џабе сите пари ако имаме развод на брак, семејно насилство, деца деликвенти, џабе што имаме 5 мобилни телефони, таблети. Се тоа џабе ако не сме се средени духовно и мислам дека доаѓа едно време на еден нов духовен препород на тие што ќе размислат и ќе сватат оваа порака. Не моја порака, него генерално ова порака на историјата, бидејќи ова е наистина нешто што првпат ни се случува во светски рамки. Пандемија се првпат случува на ваков начин. И Светската здравствена организација предупреди дека на светот му се заканува глобална криза по менталното здравје, предизвикана од ковид пандемијата. Како најранливи групи во тој поглед СЗО ги посочи децата, младите луѓе, како и здравствените работници, поради фактот што се сведоци на голем број на тешки случаи, па и починати од коронавирусот.